нафтените деривати во Македонија во јуни 22 година доживеале пик. Бензинот тогаш се продавал по 111,5 денари за литар, дизелот 107 денари 5 за литар. Јас и тогаш говорев дека владата мора да се откаже од екстра добивката да интервенира во ДДВ-то и во акцизата, но тогашната влада, како и по обичај, воопшто не слушаше, сите реше некоја своја шашава политика и сето тоа резултира со инфлација од 17,2% во тој квартал. На крај инфлацијата 22 завршивме на 18,7% и сега ако направиме паралела, инфлацијата во еврозоната тогаш е 8,8%. Да. Значи што имаме голема разлика. Она што сега го прави владата со директно интервенирање во ДДВ-то на нафтените деривати пробува да ја пресретни инфлацијата. Значи пробува да ја пресретни и гледаме дека ова поголема криза. Ова сериозно поголема криза зашто светски експерти така, стои теснец 20% од светските залихи на нафта поминува, што е голем, тоа е 1/5. И на газ, не само на нафта. Да, и на нафта и на газ. Така да првата мерка на владата изминатите 2 недели дава резултат. Имаме стабилизација на цената на бензините, дизелот порасна за 3 денари после донесувањето на мерката, но немаме драстичен раст кој што имаме на светските берзи. Дека споредиме со 22, мислам дека се помали. Да, споредиме со 22 долар барелот за по долар е помал. Помали се. Не, зборувам и кај нас. И цените. Да, се како сега се помали, веќе кажа веќе бројките. Значи 22 од 84 денари бензин, 85,5 денари дизел, пораснале на 111,5 бензин, 107,5 дизел, па биле 89 денари бензин, 100 денари,5 дизел, сега ни се 84,5 бензин и 92,5 различно дизел, што е сега многу помалку и поразлично. Паралелно со тоа што владата може во овој момент да го прави, да ја стимулира националната економија, е да продолжи да инвестира во нешто ќе викаме ние капитални инвестиции. Двата коридори 8 и 10, реновирањето на аеродромот во Охрид, другата инфраструктура на локално ниво која што се гради училишта, спортски зали, гледаме дека проекти на локално ниво се во тек. Апсолутно да. И тоа не било какви.